Poštovani gledači, dobar den. Najprej da vi se izvinam во име на Еден телевизија која беше соочена со еден поголем дефект во електропреносната мрежа, што е остранет во овие десетина последни мигови и заради што, поштовани гледачи, немавте шанса и можност да ја гледате планираната програма на отвореното студио што стартува вообичаено во 14 часот. Ова е вторник, денот кога низ програмата до 22 часот ќе водам јас. А на почеток за тоа што планиравме ќе се обидам да го изведам сега. Мој гостин е мојата колешка од МИА, Ана Цветковска. Добар ден, Ана. Добар ден. Вака не ми изгледате дека сте биле на борбена готовност во Афганистан? Па чувството е дека бев на борбена готовност и тука нели пред да дојдеме во студио снема струја, па чувството го продолжувам. Добро. Јас со тие причини помалку, иако не е вообичаено со еден спортски дрес-код, но потоа ќе си го облечам сакото што е нормален однос кон нашите гледачи. Се разбира, бидејќи имаме вестите ќе бидат во 16 наспроти вообичаениот термин во 14:30. Од она што е најважно од вестите е тоа дека комисијата препорачува да му се одземе имунитетот на Груевски и конечна пленарна седница се очекува после 17 часот. Како што е вообичаено, судот е пребукиран со судските предмети на СЈО и оттаму го бараме Игор Стефановски, кој трпеливо чека да не информира за така наречената агенда на судските анали. Игор, повели. Благодарам, Чомовски. Пред малку имаше и пауза за судските процеси. 27 април и случајот со Никола Саздовски. Ке почнам со собраниските инциденти. Интересно е што пратеникот Крсто Муковски ги повлече доказите од судската постапка во процесот 27 април и за него нема да ги повлече сите материјални докази и неговите сведоци кои што претходно ги предложи како одбрана, а нема да сведочи ниту неговиот колега од редовите на ВМРО-ДПМН Драган Данев низ собраниските филтри. Интересен беше и сведоштвото на Марија Ангелова, поранешно пратеничка од редовите на ВМРО-ДПМН, која што рече дека всушност таа му е колешката на Крсто Муковски, која што беше во Вибер комуникациите во однос на денот на собраниските инциденти 27 април и низините пораки во судот се правдаше дека преку Вибер комуникациите ги пишувала од возбуда, а таа меѓу другото напиша дека влеговме и односно напиша дека влегле во законодавниот дом на 27 април. Во однос на судскиот процес Никола Саздовски Саздо, каде што обвинети се двајца, во овој случај третиот е во бегство, имаше распит на медицинско лице од судска медицина. Тој рече дека ударите кон Никола Саздовски Саздо со боксови во пределот на лицето биле причината за смртта на Никола Саздовски Саздо и потенцираше дека немало пат, дека Никола Саздовски не паднал никаде, бидејќи не паднал на метална ограда или на некаков рап, како што и претходно тврдеше одбраната, бидејќи на него немало рани и удари по телото за да се докаже дека тој паднал, а сепак одбраната останува на ставот дека Саздовски се удрил во метален прак од електрична енергија, од кутија за електрична енергија, бидејќи како што изјави самиот адвокат Асмир Алиспахек пред малку за медиумите, тоа го рекле и сведоците, додека пак правниот заставник на семејството Саздовски Ванчо Шехтански потенцираше јавноста да не биде дефокусирана за овој судски процес. Јас тука би се одјавил, Чомовски, ако имаш прашања, секако денеска кривичниот суд беше пребукиран со судските процеси, а имаше и одложување на најмалку 2 судски процеси познати од јавноста, како Титаник 2 и Маџар Телеком. Игор, ти благодарам, но имам од Тикер една информација која ги надополнува твојот извештај, а тоа е дека на прашањето од судиката Кацарска
адвокатот на Љубен Рудовски рекол дека нема да дава осомничениот одбрана. Исто се случило и со Љупчо Димовски, кој нема да дава исказ пред судот, но дека останува на изведување на поднесениот видеоматеријал. И бранителот на обвинетиот Јохан Трчуловски рече дека нема да даде исказ и дека ги повлекува сите предложени докази од листата за докази. Дали тоа менува или се надзира некоја тактика или е тоа тактика на одбраната? Тоа е подценење веројатно на самите обвинети, веројатно и преку нивниот адвокатски тим во однос на тоа дали нивните докази имаат цврсти аргументи за нивна одбрана за конкретниот предмет 27 април, односно познато во јавноста крвавиот упад во законодавниот дом. На нив натовар им се става кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и тука би сакал да потенцирам дека прв пат во Македонија им се суди на пратеници за вакво кривично дело, кое што најмала затворска казна се заканува од 10 години, но сепак да го видиме епилогот каков ќе биде и во однос на собраниските филтри со најавениот закон за амнистија. Игор Стефановски од пред судот главно фокусиран на судскиот процес за 27 април. Во меѓувреме, како што веќе јавив, нашата Весна Велкова ја проследи комисијата која препорача земање на имунитетот на Груевски, а Талат Џафери свика пленарна седница на која собранието ќе решава. Според председателот на комисијата Павле Богоевски, внимавајте, изразил разочарување што, како што рекол, нашиот систем не го обезбеди Груевски за издржување на 2-годишната казна за случајот Тенк. Бегството на Груевски, за кој во ова студио лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски рече дека е скандал пар екселанс, што на оден начин е прва жестока реакција за заминувањето на почесниот председател на ВМРО ДПМН. И натаму ќе биде тема, меѓу другото, и внимавајте и за тоа дали и колку платил Никола Груевски на хрватските власти за да добие политички азил и како успел да ги однесе парите од Македонија во Будимпешта. Но за тоа веднаш по 17 часот. Сега во студиото се враќам на мојата соговорничка Маја Цветковска. Ана Цветковска, измешани ми се Маја и Јани, но извини, Ана беше во неколкудневна работна посета, би рекол, ангажман на нашите војници во Авганистан, на мировната мисија. Каков е твојот впечаток? Какво чувство имаше кога слетуваше на подречје на која ден после вас или ден пред вас бомбашки напад, 70 ранети, 50 мртви и така натаму? Стравуваше ли? Па самото тргнување од тука, значи нормално е да имаш некоја чувство дека одиш во земја каде што се води војна веќе 17 години, меѓутоа кога веќе тргнуваш на пат, ги забораваш тие чувства и се припушташ на ситуацијата. Кога слетавме, значи во базата, во самата база немаш чувство дека си во војна, бидејќи е толку добро обезбедена, бидејќи внатре се функционира нормално и бидејќи позади зидините на базата се случуваат тие работи, а не внатре во неа. Затоа тоа чувство додека бевме во базата го немавме. И тие 2 дена додека престојувавме таму, се чувствувавме безбедно. Меѓутоа, пукотници не се слушаат, не се слушаат рафали, не, се слушаат надлетување на хеликоптери. Додека бевме таму, значи немаше дури ни звук на сирени, како што ни кажаа војниците, значи тоа им е вообичаен звук, да слушнат звук на сирени, со кој што се најавува некоја воена вежба. Додека бевме таму, значи беше мирно, звукот над небото беше мирен. Меѓутоа самиот ден кога си одевме, значи 4-тиот ден, односно ние бевме 2 дена во место, 2 дена во пат. На самото заминување вечерта пред да заминеме дознавме за овој напад и на самото заминување свативме дека всушност сме во земја каде што се уште се води војна. Таа експлозија која е непосредно да речеме... Таа била на 3 километри од базата каде што ние бевме сместени, значи не се слушна ништо. Не. Тоа е неверојатно нешто. Ние стравувавме овде од авионите кои надлетува на Косово и над Македонија за време на војните действија. Каков е твојот прв впечаток во контактите со нашите војници? Тоа се специјалните армиски единици кои
во 8 или 9 круг, Во да речем. 8 ротација се, значи од 1 јануари 2015 година почна одлучна поддршка мисијата и ние учествуваме од самиот почеток. Значи од 1 јануари 2015 осмата ротација сега привршува. Во декември би требало. Колку војници имаме сега? Во моментот има 49 војници во македонскиот контингент. Значи тие беа пресреќни кога дојдовме. Мислам кога ќе им дојдат од дома. Како викаат, наши луѓе дојдоа. Наши луѓе дојдоа, да, се распрашуваат за секојдневниот живот, каде се излегува навечер, како е во Скопје. Мислам, што викаат, седите си тука, кај нас е за никаде, а? Што да кажеме, мислам, им кажавме што во контактите со нив што ги интересираше, меѓутоа чувството дека тие се далеко од дома и дека ние сме далеко од дома, таму некоја сплотеност се јавува меѓу луѓето, значи се забораваат тугашниве ситуации, проблеми со кои што ние се соочуваме секојдневно и таму има некоја чувство на единство, не знам. Единството е и по родова еднаквост, мажи, жени, има колку имаме ние војнички? Имаме 5 во овој контингент, значи сега во ова 8 ротација има 5 војнички, 4 се во главната команда, односно една е во главната команда, а 4 се во тоа се вика значи команда за обука, асистенција и советување Коса главен град. Значи 5 вкупно имаме во целокупниот контингент сега што ги има испратено Република Македонија. Добро. Мислам дека донесе еден значаен, да речем, материјал документаристички од твојот престој. Јас сега предлагам да видиме почетокот на твојата репортажа, која инаку нашите гледачи ќе може да ја видат интегрално и на сајтот на МИА, веднаш по овој разговор, и на нашиот сајт на Еден телевизија. Ја морам да и се заблагодарам на нашата агенција и на мојот колега Драган Антоновски, кој така великодушно ни го отстапи авторството твое и авторството на емитување. Заедно гледаме дел од репортажата што Ана Цветковска, новинар на МИА, ја подготви при низиниот престој меѓу нашите војници во Авганистан. На повеќе од 5000 километри оддалеченост од дома, 49 припадници на македонските воени сили, рамо до рамо со војниците од земјите членки на НАТО, но и со останатите партнерски земји се грижат за советување, тренирање и асистирање на афганистанските безбедносни сили во рамки на мисијата на НАТО, одлучна поддршка. Македонија во НАТО мисијата се приклучи од самиот низин почеток на 1 јануари 2015 година, а претходно учествуваше и во мисијата ИСАФ. Мала земја во споредба со повеќето НАТО членки, но придонесот што го даваат е голем. Се оценките кои ги даваа високите представници на Алијансата во Кабул за време на посетата на министерката за одбрана Радмила Шекеринска на македонскиот контингент во Авганистан. Македонските војници со голема радост ја пречекаа македонската делегација. Нивни сонародници дошле да видат каде работат, во какви услови живеат и со какви предизвици се соочуваат секојдневно. Толку далеко од дома, чувството да те посети некој од твојата земја е големо и секако представува вреднување на тоа што ние тука го работиме, велат припадниците на македонскиот контингент во разговор за МИА. 20 години МИА, во интерес на јавноста. За задачите на македонските мировници, за нивните достигнувања, соработката со другите нации, но и за чувството да се биде далеко од дома 6 месеци, колку што трае една ротација, разговаравме со командантот на македонскиот контингент, полковник Кенан Арахиќ. Македонскиот контингент, како што појасни за МИА неговиот командант и најстар национален старешина полковник Рахиќ, е стациониран на 3 локации: во централната команда на мисијата во Кабул, во командата за обука, советување и асистирање главен град, која се наоѓа на аеродромот Хамид Карзаи, а македонски војници се распоредени и во Коса Север, во Мазар и Шариф. Во централната команда во Кабул има 27 припадници на АРМ, од кои 3 се поставени на штабни должности, а 24 се ангажирани во единицата за заштита на силите, меѓу нив една припадничка на војните сили. Носачка нација тука се САД, под команда на првиот воен човек на мисијата, американскиот генерал Остин Скот Милер. Во Коса главен град има 12 офицери и 1 подофицер, од кои 4 се припаднички на АРМ. Тие се распоредени во рамки на турскиот контингент, со кој командува бригадниот генерал Јашар Дилбер. Во Коса Север има 6 припадници на АРМ, исто така штабни офицери.
Република Македонија во поддршка на парламентарните избори во Авганистан кои се одржаа минатиот месец, дополнително упати уште 3 офицери од август до декември, кои помагаа за успешно реализирање на изборниот процес. Носечка нација тука е Германија под команда на бригадниот генерал Герхард Ернст Петер Клаувс. Во моментот додека разговараме, Република Македонија учествува со вкупно 49 припадници на армијата на Република Македонија, распоредени на 3 различни локации. Распоредени сме на локација каде што се наоѓаме моментално, во командата за тренинг, асистенција и советување во главниот град во Кабул. Распоредени сме во главната команда на мисијата Одлучна поддршка и распоредени сме во командата на исто така команда за тренинг, адвајзирање и асистенција на афганистанските сили во север. Па имајќи предвид дека имаме различни категории на персонал, значи од полковник па до професионални војници, задолженијата се различни. Конкретно јас, покрај одговорен старешина за македонскиот контингент, ја извршувам и должноста заменик на командант на командата на главниот град. Имаме воглавном и самиот наслов на името на командите е дека нашиот персонал се занимава со тренинг, адвајзирање и асистенција на афганистанските сили, како и штабен персонал во командите, додека војниците се ангажирани на заштита на командата, на мисијата Одлучна поддршка, како и на ескортирање, односно обезбедување на лицата кои влегуваат во командата по разни основи. Видете, реалнот на Авганистан е под постојани закани на одредени напади, како внатрешни, така и надворешни. Конкретно, загрозување на безбедноста на припадниците на Македонија, односно на армијата на Република Македонија немало, меѓутоа не е исклучена можноста, имајќи предвид каде се наоѓаме, да во секој момент може нешто од аспект на безбедност да биде нарушено. Во денешно време со целокупната технологија која што ја има, тоа е лесно да се воспостави. Секако дека е тешко, секако дека секого му фали дома, па и на нас војниците. Меѓутоа генерално сме подготвени на ова, бевме подготвени и морално-психолошки дека ќе бидеме 6 месеци отсутни од семејството, од секојдневниот живот, така да добро поминува, ние сме скоро на крајот на мисијата, така да и тоа е вред. Вана Цветковска, мој колега од МИА, со низиниот колега камерманот Сашо Алексовски беа во Кабул, во централната команда на мултинационалните компании кои се занимаваат со мирот и безбедноста во Авганистан, во кои се одржаа и парламентарни избори. Каков впечаток имаш во однос на оној дел што би значил живење под стрес и да речем условно меѓусебната кохабитација меѓу војниците и внатре во македонскиот одред и во рамките на логорот? Па значи колку што успеавме ние да го добиеме тој впечаток во тие 2 дена брзање и трчање, може би самите војници беа порелаксирани поради доаѓањето на делегацијата во смисол дека нешто им се случува поинаку од секојдневието. Впечатокот е дека живеат во стресна ситуација, значи тоа не се вообичаени услови на живот, значи живеат во земја во која што, како што кажав, 17 години се води војна. Нивните задачи не се толку ризични како што беа задачите на мисијата на ИСАФ. Не излегуваат толку од базата, по потреба зависи значи кој контингент во која од базите е распореден. Внатре значи се дружат и живеат секојдневно. Добро, како во тој кампус на пример, кој не излегуваш, тоа е миниград што има 7-8-10. Самото чувство дека 6 месеци не излегуваш од таму само по себе психолошки делува. Меѓутоа е направено... Имаат социјални агли, дружби, да, имаат кафулиња, например во базата кај што ние бевме сместени во базата Коса главен град. Тоа е на аеродромот Хамид Карзај. Значи таму имавме можност да го видиме животот, значи да почувствуваме како живеат, како се дружат. Имаат повеќе кафулиња од кои што едно работи 24 часа, па ако не може некој да спие од нив, може да седи во кафулето и да пие кафе или сок, значи алкохол, како што во репортажот исто тоа посочувам, нели, во една база нема алкохол, имаат пиво 0,0% алкохол и тоа им го даваат само во одреден ден од неделата како
така како Пред деликатес. Или мислам во него. Чека, со што се хранат? Со домашна кујна или со универзална? Храната им е феноменална. Кога ќе влезате во мензата, немате чувство дека сте во земја каде што се води војна. Нема да ми кажеш дека тавче гравче имат. Имаат гравче, меѓутоа не тавче, бидејќи каде што бевме ние во Коса главен град, мислам дека газдарица на кујната беше турчинка, ама работа индици. И значи тоа беше една комбинација од индиско, турска, американска храна, ама мислам има голем избор на храна. Имаат појадок, ручек, вечера, изобилие, значи може да си понесат во собите ако им се пријаде после. Значи нето платата која од неколку илјади долари си е за дома. Заработуваат или може да ја трошат, имаат како PX продавници, значи германски, турски, зависи кои земји се ангажирани во која база. И во тие можат да купат спортска воена опрема, мислам, можат да ги потрошат парите, има афганистански базар во секоја од базите, каде што локалното население тука си држи своји како продавнички, си продаваат локални производи, меѓутоа значи се им е покриено. Престојот, мислам дека престојот, превозот, храната е покриена од НАТО силите, а платите ги покрива Министерството за одбрана. Што прашуваат министерката? Па си кажуваат што маки имаат. Значи јас имав можност. Што маки имаат? Ајде да не создаваме идилична слика. Како и сите други нели граѓани што работат одредена професија, така и тие сакаат да се подобрат условите во кои што работат. Сега имав можност кога министерката ја поседи централната команда, значи имаше средба со војниците, таму има 27 војници. Ти има можност да си кажат со што се соочуваат во секојдневието и да дадат значи некои предлози како да се подобрат условите за работа. Ми остави впечаток моментот дека бараат повеќе денови одмор од како ќе се вратат од мисијата. Значи, македонските војници што се таму 6 месеци, кога ќе се вратат во Македонија, имаат само 5 дена слободни. Каква им е агендата? Колку работат на ден? Како се менуваат турите на дежурства? Зависи од задачите што ги извршуваат, но во принцип работат тие што извршуваат штабно офицерски работи, значи имаме повеќе штабни офицери во мисијата. Имаат работно време од 8,5 до 6,5. Во централната команда, значи таму единицата за заштита на силите, ти имаат малку поинакви значи задолженија. Сега значи тоа сакав да кажам, за 5 дена имаат само слободни од кога ќе се вратат во Македонија, значи да се рехабилитираат, да се адаптираат, а сепак не ста нормални услови 6 месеци да си затворен во база. Бараа повеќе такви слободни денови, бараа на пример да бидат испратени како што британците ги испраќаат мислам на Кипар или на Крит, да се рехабилитираат 2 недели после таквите мисии. Тоа го бараат македонските. Добро, што бараат на Крит, да не бараат на Малдиви и на Сејшели, ама добро, тоа е составен дел на нивните барања. Имаше впечаток дека некој од нив се покајал што отишол на такво ризично подручје или како што овде превладува становиштето дека е тоа прилично конкурентна битка да се биде во Авганистан. Јас немам впечаток дека некој од нив се покајал, напротив, некој од нив со кој што разговарав се пронашле себе си таму. Кариерно се оствариле, значи во CV-то сега имаат уште еден плюс за тоа што се работеле. Заработката верувам дека е солидна, иако тоа се класифицирани информации, не сакаат да ми дадат информации точно колку плата зимаат, меѓутоа обичен војник, да кажеме, според рангот, нели, зима колку просечна плата на работник во некоја европска земја која што е со многу висок стандард. Сега тоа ќе цртаме, ама добро, доларите и нека разбере јавноста. Добро, поштовани гледачи, следите во студиото разговор со Ана Цветковска, која заедно со камерманот на Мија, Сашо Алексовски, беа во Кабул и отамо донесува дел од искажувањето на нашите припадници. Да видиме уште што тие рекоа за Мија и за еден телевизија. Во македонскиот контингент има 5 жени кои храбро рамо до рамо со машките војници ја чуваат честа на Македонија и докажуваат дека сме земја со квалитетен кадар, која иако е на самиот праг на НАТО, може да се носи со останатите земји членки во учеството во мировните мисии. 4 од нив се стационирани во Коса главен град, каде има 3 офицери и 1 подофицер. Една е во централната команда во Кабул. Жените во мисијата се помалу бројни меѓу сите нации застапени во неа, но сепак нашите учеснички во одлучна поддршка се надеваат дека таа бројка во иднина ќе се зголемува. За нивните задачи и придонеси за мисијата говоревме со подполковник Билјана Блажевска, која служи во Коса главен град. Во оваа ротација во македонскиот контингент, како дел од силите на одлучна поддршка, сме упатени 5 жени.
4 штабни офицери и 1 војник во водот за обезбедување. За прв пат, како дел од македонски контингент, сме упатени 4 штабни офицери кои што извршуваме функцијата во командата за обука, асистенција и советување на главниот град. Би сакала исто со задоволство да истакнам дека 2 жени во Коса главен град извршуваме началнички функции. Лично извршувам функција началник на секцијата и од 4. Потоа мајорот Лилјана Петревска извршува функција на началник на Ј1, персонално оделение. Капетан Ива Матич извршува функција офицер за научени лекции во секцијата за операции во Ј3. И дополнително имаме подофицер Даниела Мукоетова, која што е администратор на командантот. Можам да истакнам дека работниот ден всушност, односно целото време повеќе ни поминува во работните простори, бидејќи од 8 часот сабајле до 18:30 часот попладне сме во работни простори со одредена пауза од 2 часа за обедување. Меѓутоа самата база дава можности да се чувствуваш и како дома. Има можности за спортски активности, има можности за релаксирање, да истакнам дека доколку сакаме да се разубавиме исто така, имаме каде да се разубавуваме. Потоа има можности за да се релаксираш со колешки, со колеги на кафе, на чај. Со локалното население повеќе контакти се остваруваат во самата команда, затоа што имаме локално население кој што извршува различни функции во самата команда. Можам да кажам дека дел од нас исто така одиме на извршување задачи во командата на одлучна поддршка и во тој случај исто така има контакт со локално население, меѓутоа на работните места кои што ги извршуваат во командата на одлучна поддршка. Самата должина на мисијата и далечината од дома си го прави своето, меѓутоа можам да кажам дека со самата поддршка од дома и разбирањето од дома овозможува целосно посветување на работните задачи. Верувам дека ќе се појават мешани чувства при крајот на мисијата, затоа што самата мисија, мултинационалната средина, ти дава можност за склучување пријателства, но исто така и радоста е присутна, затоа што повторно ќе се сретнеш со своето семејство. Во оваа база е и првата македонска пилотка Ива Матич, 30 годишна скопјанка, магистар по електротехника. Таа е капетан во АРМ и нејзиниот просечен работен ден значи управување со воен хеликоптер Ми-17. Сепак во Кабул таа не пилотира, туку е посветена на штабско-офицерски активности. Во разговор за Мија вели дека е голем предизвик доаѓањето во мисијата одлучна поддршка, а служи токму во базата на аеродромот, каде се наоѓа воено-воздухопловната база на одлучна поддршка. Единствената и прва жена во единицата за заштита на силите во Централната команда, таму е 5 месеци. Разводник Клементина Димитровска смета дека треба да продолжи традицијата, таму да доаѓаат повеќе припаднички. Во Централната команда има 3 штабни офицери и 24 припадници на единицата за заштита на силите. Тие имаат поинакви задачи од македонските мировници во базата на аеродромот. Припадниците на единицата за заштита на силите, како што појаснува Димитровска за Мија, во рамки на активностите легат, излегуваат надвор од базата и нивна задача е да обезбедуваат старешини, кои исплаќаат средства за нанесени штети од страна на НАТО врз градот или одредени цивили. Вршат и обезбедување на НАТО силите надвор и во базата. Тие се така наречена First Protection, со што нивната работа сама по себе е ризична. Работат кога има напад на базата, излегуваат надвор кога сите се внатре и ги внесуваат луѓето во објектите за да нема движење. Работат и ескорт на луѓето кои влегуваат од надвор, афганистански граѓани, кои таму се сметаат за најризична група со која може да се работи. Во разговор со Клементина Димитровска разбравме дека таму во Централната команда има потреба од повеќе жени војници. Предходно македонските сили барале помош за ескорт од грузиците. Прва жена сум овде што е во овој контингент и нашата работа и предизвикот овде е значи заштита на силите во Афганистан.
Работиме како first protection, односно прво обезбедување на базата. И би сакала оваа традиција да се продолжи понатаму, да се даде шанса на секоја припадничка од Арама да застане рамо до рамо со своите колеги и да докажеме дека стварно може. Значи, нашата конкретна задача овде е ескорт на луѓето кои што влегуваат од надвор и работат во базата, меѓу кои вклучуваме значи и жени. Баш поради тоа е нужно неопходно значи да доаѓа понатаму и жена во мисија, бидејќи се ескортира во женски згради, кај што другите припадници од машкиот пол нормално не би смееле да влегуваат внатре. Ескортираме исто така возила во ноќни патрули. На нешто помалку од 2000 метри надморска височина во тесната долина меѓу планинскиот венец Хиндукуш се наоѓа Кабул. Се смета за еден од највисоките главни градови во светот. Мија имаше можност да престојува во базата на аеродромот Хамид Карзаи во Кабул, каде е сместена командата за обука, советување и асистенција, главен град. Зад границите на базата на подножието на околната планина се гледаат згради. Некои изградени, некои во изградба, но сите напуштени, по наредба секако од безбедносни причини таму да не се населува локалното население. Ана Цветковска, новинарот на МИА, е репортер на оваа репортажа која А1 телевизија 1 заедно со МИА го има ексклузивното право да ја објави и пред вас почитувани гледачи. Ана, уште само прашање, колку аеродромот кај што пристигнувате далеко и како се трансферирате од аеродром до базите? Тоа е една целина или... Значи, ние каде што бевме сместени, всушност ние бевме сместени на самиот аеродром. Значи, таа база Коса, главен град, е сместена на самиот аеродром, со тоа што нели цивилниот е одделен од воениот дел. Таму каде што бевме сместени, всушност е и воено-воздухопловната база на НАТО. Значи, аеродромот е под обезбедување на НАТО. На НАТО, да. Добро. Уште само за крај, кој е јазикот за комуникација? Англиски. Англиски. Значи, самиот критериум за да замине некој во мировна мисија од нашите војници мора да знае англиски јазик. Ти благодарам, ти посакувам уште други добри репортажи, како што ние обично велиме на терен, зашто тие се провокација на овој начин, иако мислам дека камерата заслужува да ја протнеме некаде и таму каде што има некакви елементи на интимност, на командност и така натаму, но беа многу строги правилата за снимање, значи буквално не смеевме да снимаме, јас си направив селфи. И веднаш бев забележан и беа известени македонскиот контингент дека сум направила селфи пред зградата, односно тие бараки, контейнери во кои што бевме сместени, значи снимањето е многу ригорозно и те следат. Нивни представници на PR-от, што правиш и како правиш, можностите не се толку големи. Добро, ти благодарам што дојде во студиото. Поштовани гледачи, уште еднаш ве потсетувам дека следите старт на студио 1 на 1 телевизија, малку невообичаено поради големиот технички проблем, дефект што го имавме со електричното напојување и кое беше останато во последен миг некаде околу 14:40, затоа и немавте можност да ги проследите првите вести во 14:30, што ќе ги гледате во 16 часот во нивниот редовен термин. Веќе имавме можност да го гледаме Игор Стефановски со рапорт од пред судот, каде што се одвива во континуитет судскиот процес за осомничените за 27 април, за упадот во собранието. Како што веќе неколку пати најавив, спикерот Џафери закажува денеска во 17 часот седница за евентуално земање на имунитетот на Груевски, а поради неговото пребегување, сега прашање за целисходноста на тој мандат. Она што може би ми паѓа во очи во информациите од светските тикери е дека денес унгарскиот премиер Орбан, кон кого се насочени прилично остри стрели за доделувањето на азилот за Груевски и од Европската унија, па и од други членки на НАТО. На прашањето дали се видел со Груевски одговорил прилично едноставно и двосмислено. Толку имам работа преку глава што ни на крај памет не ми е да се сретнам со Груевски. Подсетувам дека унгарските разузнавачи учествуваа во реализацијата на големиот пребег на екс-премиерот Никола Груевски од Скопје за Будимпешта.
А на оваа тема некаде околу 17:17 ќе имате можност да разговараме за практиката. Дали сите мигранти плаќаат за политичкиот азил во Будимпешта, каде одат сметките и колку платил Никола Груевски за да биде примен од унгарскиот премиер Орбан, за кого се тврди дека е и во лични пријателски односи. Сега, мислам дека ако е подготвена Весна Велкова со извештајот од собранието, се извинувам, би можеле да го чуеме низиниот преглед. Добро, поштовани гледачи, ми јавува дека се уште не е подготвен извештајот. Имам уште... се извинувам. Ај пуштете малку спотови, па ќе се вратиме во студиото.